Ако не биде избран претседател на државата, законите кои ги врати Иванов со мој подпис ќе одат во службен весник, рече денеска собранискиот спикер Џафери на средба со новинарите. Според него, не требало да се проблематизира ветото на Иванов, оти неговиот парав би бил соодветна солуција. Слично како што тоа го изведе и со законот за двојазичност и оној за преспанскиот договор предходно. Всушност ова би било решение ако не се исполни цензусот ни на вториот круг од изборите, па до распишувањето на нови во рок од 6 месеци. Џафери како веде шеф на државата ќе ги завршил процедурите околу законите, што претседателот Иванов, искористувајќи го джебното вето, одби да ги подпише заради тоа што на нив стои името Северна Македонија, што за него нема важност. Сепак за Џафери, најпрво е важно изборите да биле фер и демократски, и му пати јавна порака на партиите. Апел до нив со своите постапки, со своите изјави да не придонесуваат кон вжештување на предизборната кампања, но да имаат соодветен ниво на политичка култура во комуникацијата меѓусебно, односно во општењето кон едни други и со граѓаните. Иако без подпис од Иванов, пратениците почнаа да ги прегласуваат 20-тината закони што тој ги врати изминатиот месец. Вчера се заокружи бројката на 6 усвоени од вкупно 20, за кои указите немаат параф од Иванов. Инаку собранието нема да функционира вообичаено за време на кампањата и изборите. Оти говорницата била користена од партиите за предизборен маркетинг, како што рече Џафери.